Драги мои, добре дојавте во уште едно издание на Ништо лично. Вашето и наше интерток шоу, или ако сакате подкаст поново, се едно, кој како повеќе сака да го нарече. Знаете, како и секогаш интересни гости во секој издание па и во ова издание, со тоа што ќе се потрудиме, како што е редот на гостите, да им отвориме душа или барем да ги натераме самите да отворат, да кажеме, потврдиме, негираме некои нешта кои сте ги слушнали, ги знаете за нив, можеби не ги знаете, да откриеме некои сосема нови работи кои за прв пат ќе ги кажат премиерно во Ништо лично. Како да е, едно е сигурно, ништо лично немаме против нив, а Бога ми ни против вас. Но затоа имаме да ви понудиме во ова издание една вистинска дама која својата кариера започна уште како малолетна. Немаше полни 18 години, кога македонската јавност ја запозна како звезда што се раѓа на домашното забавно или поп естрадно небо. И беше прилично успешна, особено на фестивалите, освојуваше награди и дома и надвор од Македонија. Некои на Охридски трубадури, некои на Езерски бисери. Беше на фестивали во Израел, беше на фестивали во Турција, беше на фестивали надвор од Македонија, уште на некои места и како Русија, Белорусија, некаде прво место, некаде второ, некаде трето место, ама вогледом од секаде се враќаше со она што би рекле медал спортистите. И тогаш кога најмногу требаше да блесне, реши да ја остави естрадната кариера, да батали што велат. Претходно или паралелно со она што го работеше дома на естрадата, беше незината едукација средношколска, како ученичка во Средното музичко училиште Илија Николовски Луј во Скопје, каде што нејзин инструмент беше флейтата, ама флейтистка професионална, барем до ден денес, никогаш не стана, иако никогаш флейтата не ја ни батали. Замина за Софија, ја остави естрадата и, верували или не, запиша оперско пеење и актерство, веројатно, едното со другото одат заедно, таму е така и на оперските сцени. Заврши и стана оперска певица која лека полека почна да ги освојува оперските сцени и во Бугарија, помалку во Македонија, но особено на Балкан, од Србија, Словенија, па и во Европа, Италија, а Бога ми оперската сцена ја види и во далечната Кина, таа незе или тие неа. Како сакате, денес е млада талентирана оперска певица која Македонија се уште чека да ја открие, не дека не ја знаат, ама да ја открие на оној вистинскиот начин. За сето ова што зборувавме, за операта како нејзина прва и последна љубов, за естрадата, за студиите во Софија, за настапите, ангажманите, за театарот и телевизиското актерство кое нема да ја биде странно, зашто играше и во две бугарски серии, од која едната се прикажуваше и кај нас. За сето останато сакам да ви ја представам младата македонка оперска певица која живее на релација Скопје-Софија, Тамара Ангеловска. Добре ни дојде. Добре најдов. Благодарам за прекрасната најава, Антонио. Многу ретко одам на интервју каде што толку многу се запознаени со тоа што сум го работела до денеска и ти благодарам што си навистина толку професионален и навистина се чувствувам многу баво во твое друштво. Со професионалци мора професионално, знаеш како се да работите. Ти благодарам и тебе. Кажи ми од овој аспект гледано, речи си една деценија помина од која воопшто се појави во јавноста, 10 години. Сгреши што ја остави естрадата и се посети на операта, или го направи вистинскиот чекор? Мислам дека го направи вистинскиот чекор, бидејќи не се пронајдов. Може да кажам слободно дека не се пронајдов во поп музиката, се чувствував странно, би рекла, и затоа се одлучив прво за едукацијата, бидејќи не сакам да навредам ни еден млад артист, ама се повеќе и повеќе имаме млади артисти што не знаат доволно да се изразат, не се доволно ерудирани. Мислам дека во тоа време тоа ми засмета и решив да се посветам прво на образованието, па после и на кариерата, тоа се дојде по свој редослед. Така е, ама самиот набројав, освојуваше многу награди на многу фестивали, тоа надвор од Македонија, нели тоа ти беше мотив вака на два ума да продолжиш?
Па не, на фестивалите секогаш се чувствував интересно, убаво, бидејќи пеев странски песни, но кога дојде редот да правам собствени песни, мислам дека не се пронајдов, не беше тоа што сакав. Го утнавме авторот или? Па не сакам да навредам сега никој, просто мислам дека не беше за мене тој тип на музика. И еве тоа се докажува денеска, дека многу подобро се снаоѓам во сосема различен жар. Так. Споменав средно музичко училиште, одсек флейта, свириш и флейта и знам дека не си ја оставила сосема, ама зошто се посвети на операта, не на флейтата, кога веќе отиде да студираш, зошто флейта, зошто оперско пеење, не флейта? Јас никогаш не сакав да станам флейтистка. Тоа е една интересна работа што никаде ја немам кажано. Се запишав на нижо музичко на 7 годишна возраст и сакав да свирам или пијано или виолина. Но таму кажа дека веќе сум голема за пијано и виолина. Добро, пијаното е задолжителен инструмент. Да, точно, во средно на факултет исто свирев, но не професионално секако. И тогаш бев доста разочарана, ама не сакав да ја оставам музиката целосно и како најпривлечен инструмент за мене беше флейтата. Ја свирев се до средно. После тоа може да кажам за овие 10 години од кога завршив средно, дали 2 пати, 3 пати ја имам допрено, што ми е малку жал бидејќи фаќа прашина дома, да. Немало прилика да некој го знаат ли овие кои те ангажираат за настапи да речеме спојат едно и друго? Или тоа не оди баш така? Па може би било интересно и во моите концерти да вклучам нешто различно од мене, до сега не сум се замислила за тоа, но беше интересно да вклучам факултет, еден од младите композитори во Бугарија, што е србин всушност, ме покани да исвирам една соната за флейта и многу добро се справи во тој момент после толку години на свирење. Звучеше прилично окей, не многу професионално, ама не беше ни лошо. И мене ми се случи истото сега пред Нова година, после 30 години и кусур не свирење тапани, седнав да свирам концерт со меморија. 2-3 песни, ама добро е. Браво. Добро. Морам, сакам да ти кажам, не да се фалам, ама знам како е. Кога некоја работа... Долго време. Добро, како возење точак велат, не се заборава, ама бара тренинг, бара рутина, така ли? Така е. Исто со јас точак не сум возела велосипед, не сум возела можеби повеќе од 15 години. И треба да пробам. Немој да паднеш, само молим. Се надевам дека не. Се надевам. Добро, кога одбра веќе студии оперско пеење, зошто токму Софија, не Скопје? Пробали овде? Не сум пробала тука. Зошто директно отиде таму? Ако веќе не си пробала тука, зошто не некој град кој е, да речеме, не знам, Виена, Грац или не знам каде веќе по Европа, Италија, Милано има познати академии. Точно. Веќе се познав со една професорка од Софиската академијата во Софија. Ала со врски, значи? Не беше со врски. Таа ме преслуша и кажа дека сум во ред за таа професија, инаку се мислев меѓу Белград, Солун и Софија. За Солун мислам дека потешко ќе ми беше секако заради јазикот, а Белград заради тоа што Србија не е во Европска унија. И мислам дека тоа пресуди. Сакав да бидам во европска земја. Добро. Како те прифатија, знаеш, кога во овие бурни политички времиња, превирања, всушност секогаш биле бурни, ама сега некако последниве години, како да ти кажам, односите не се баш што се вели условно речено пријателски, барем кога е политика да прашање. Како те прифатија колегите, студентите, пријатели стекнале в Софија или имаше провокација од типот на видео дошла да ни го јаде лебот? Не, напротив, има интересна случка, уште првата година, првиот месец кога заминав во Софија, до тогаш не бев одвоена од дома. И заминав со мојот татко и решив да направам филм, дека сум болна, дека имам бронхит, не можам да издржам сама да живеам и да се вратам во Македонија. Тоа ми беше целта. И отидов на прво преслушување кај мојот професор по пеење и
имаше еден режисер кој што кога ме слушна кажа дали си заинтересирана да пееш главна улога во West Side Story мюзиклот, и тоа за мене беше буквално заборавив и на болести, и на враќање во Скопје и на се останато. Од тој момент уште не ги интересираше дали сум македонка, исто така и колегите на факултет, пријателите до ден денеска, најдобрите пријатели, најдобрите другари ми се од Софија. Значи бугари сакаш да кажеш? Бугари, да. И бугарки. Нема она што луѓето имаат представа дека не ќе ме се видиме едни со други. Не е точно тоа, мислам дека е само политички, истото и тие се прашуваат, ако дојдеме во Скопје, дали нешто ќе ни се случи, дали нешто ќе се случи на нашите автомобили, дали лошо ќе се однесуваат со нас, но кажам дека и од наша страна нема никаква лоша емоција кон нив. Така. Во оперското пеење постојат повеќе и помалку познати оперски пејачи, вокали, јас би ги нарекол. Некои се екстра популарни, некои помалку. Имаш ли ти свој идол, да речеме? Имаше ли во Македонија некој типот на, не знам, Милка Евтимова, можеби, или, не знам, од светските, како се вели, оперски диви, не знам, Монсерат Кабаље или не знам кој веќе? Секогаш за мене едно од најдобрите пејачки до ден денеска Ана Нетрепко, русинка. Исто така, јас имам различен вкус кога станува збор за пење, тоа е Ана Нетрепко. Кога станува збор за стил, за шоу бизнес и како треба да се однесува денес еден оперски пејач е Аида Гарифулина. Исто русинка, млада русинка, што навистина перфектно ја води својата кариера. И се огледувам многу на неа. Значи, руска школа повеќе отколку оваа западнава? Па, мислам дека моментално се на најдобро ниво. И гласовно, меѓу другото, секогаш ми се допаѓале како техника русите. Марија Калас едно друго? Марија Калас исто е многу добра оперска пејачка. Тоа не може да се оспори, бидејќи една од најголемите легенди во операта, ама никогаш не ми била лично на мене идол. Така. Тешко ли се добиваат улоги? Има ли конкуренција во операта? Тешко ли се, не знам, стапнува на сцена? Како се станува примадона воопшто? Многу е тешко, треба навистина многу жртви, многу труд. Јас за тоа и запишав глума, за да може да бидам добра конкуренција на моите постари колеги и да може кога ќе отидам на аудиција, освен да испеам и да изглумам добро, бидејќи тоа недостасува на повеќето млади пејачи да се држат на сцена. И на концерти многу често кога ќе одиме, ќе застанат вака и не се случува ништо и не можат на правилен начин да предадат емоцијата на публиката. Сценскиот настап е визуелниот, воопшто сценското нема движења таму, не знам, танци, ама има. Да, но е многу важно. Фацијалната експресија исто треба да ни помогне да предадеме точната емоција на публиката што дошла. Така, не знам дека имаш настапи, но мечташ и за, не знам, некаква главна улога во некоја од познатите поставки на познатите опери, од што ја знам, од не знам веќе која од. Да, сакам да, интересно е што и двете мои милени улоги, што од едната ја имам веќе играно како улога, другата имам изведувано концертно во Милано. Едната е Лиу од операта Турандот, навистина многу емотивна улога и би сакала да пеам на Арена ди Верона. Тоа ми е мечтаната сцена. Другата улога е Музета од операта Бохеми, што имам играно во Белград, и тоа ми е буквално омилената улога, бидејќи таа е кокетна, заводлива и мислам дека многу добро се пронаоѓам во тој тип улоги. Некако природно. Има ли рецепт како да влезеш во ликот, во улогата? Точно, треба да се разработи психолошки прво самиот лик. Прво да навлеземе во самата историја, во кој период се развива действието, зашто станува збор, што чувствува таа. Многу длабоко се навлегуваме, тоа го научив од глумата првично. Како да се разработи еден лик и потоа да се изведе правилно на сцена. Така, кога ја спомена глумата, јас во најавата споменав, операта и глумата паралелно се учат во Бугарија или е она сепарирано, одвоено? Твоја желба беше да и едното и другото да го? Моја желба беше, тоа се два различни факултети. И овде се, но мислев да нема интегриран сегмент во операта. Не, за жалат би требало да има. Тоест има предмети од типот на актерско мајсторство
што е на доста пониско ниво, не се учи нешто многу проформа. Така да јас решив да запишам професионална глума и навистина можеби никогаш не сум се стремела да бидам професионален глумец, но на неколку пати ми се посреќи така што можев да искусам и киносцената и театарската сцена. Так. Ја би рекол сега си еден вид, ние у новинарството викаме тоа фриленсер, не знам како се вика, слободен уметник што би рекле. Да. Си посакала ли некојаш она што велат овде постојано вработување во некоја оперска куќа во Бугарија, по светот некаде, можеби си се обидела ли, си пробала ли? Не сум обидела никогаш, не сум се обидела. Можеби кај нас? Не сум се обидела и мислам дека е подобро доколку имаме... На смевката говори све, можеби кај нас. Можеби некој ден толку многу ќе се подобри ситуацијата што сите млади уметници ќе се вратат да творат кај нас. Но не би ни сакала да се обидам додека имам, бидејќи ќе ми се намали можноста да патувам толку. Нема тезги се вика тоа. Нема да има тезги, да. Јас сум навикната секоја втора недела да патувам негде. Тешко ќе ми биде, нема да може да долго да издржам. Бидејќи сум стрелец во хороскоп, па знаеш какви се стрелците. Отиде стрелата. Да. Имаше ли кај нас и релативно познато, ама релативно и непознато? Имало ли понуди од МОБ за некаква улога, за некакво учество во некакво опера, во не знам, во некакво дело воопшто е? Никогаш не сум имала соработка, ниту повик, ниту... Никој не се сети дека постоиш, така? Ниту обид за соработка, да. Па, драги мој господин директор, како се вели, уметнички или кој веќе. Имаме и ние наши деца по светот кои можеби заслужуваат да им дадете можност за да не биде утре да ги барате за скапи пари. Ама доека е тазе, мислам. Би играла ли да добиеш понуда? Секако, мислам дека за секој артист е најголема чест на домашната сцена, пред сопствената публика, пред блиските луѓе во публиката. Многу скоро, пред неколку месеци, имав можност да пеам со Битолски камерен оркестар во Битола и чувството навистина, колку и да звучи клише, како дома нема никаде. Дома си е дома. Така Вела, најтешко е пред, како се вели, петел на домашно буниште да видиш. Така е, точно. Бидејќи можеби најмногу трема имав на домашната сцена. Имаш ли трема? Имав трема. Имав многу трема. Добро, пееше, не знам, не пее, оперски дела пее? Оперски дела пеев, да. Од Травијата, од претежно оперети, но така, да. Сепак имаше различни жанрови. Так. Гласот се учи, се школува, дарба од Бога е до душа, ама се усовршува со, не знам, професори, ментори и така натаму. Имаш ли ти некој кој екстра од студиите ти дава постојано часу, имаш ли некаков ментор и воопшто што јаде, што пие една оперска певица? Важи ли она живи јајца пред настап или тоа е мит само приказка? Тоа е мит, но интересната работа е што како многу мала баба ми многу често ми даваше да бием живи јајца, тоа ми беше омилено. Буквално доручкував живи јајца. Така да може останало нешто од тоа. И сега го практикуваш? Не, сега не го практикувам, сега не можам. Почни. Треба да почнам повторно, да. Можеби ќе се подобри нешто. Така, но да, имам веднаш и во текот на студиите имав прекрасна професорка по пеење, земав и многу мајсторски класови во Италија, во Франција, на Балканот со многу познати професори. Може да кажам дека еден од големите примери што е млада оперска певица од Србија, Марија Јелич, со светска кариера, многу често работам со неа, ги споделувам моите планови, ми дава многу убави совети и може да кажам дека освен тоа ми е голема мотивација. Што сме да јаде, што не сме да јаде и пие една оперска певица или све? Не се препорачува алкохол. Меѓу другото е интересно што веќе една за да го пушти гласот или не? Можеби после нова година немам пробано алкохол. Пред настап никако, Пред настап воопшто. Исто така газирано, ладно не се препорачува, чоколадо не се препорачува, бидејќи какаото има. Да, не е во ред за го суши грлото. Не го суши, прави шлајм.
Да, може да. Да, исто така и млечните производи на истиот начин. Точно пред настап не се препорачуваат, инаку Ништо не јадеш пред настап? пред настап се трудам ништо, или јадам 3-4 часа пред настап за гледам да не ми биде полн стомакот пред настап, бидејќи навистина не е убаво за диафрагмата, за дишењето. Добро, тоа е така. Кажи ми, има мит дека оперските пејачки треба да се крупни, силни, јаки, дебели, она од Монсерат Кабаље што спомена, Да. па натаму. Ги видат вака малечка ситна и кажат, каде бе тој глас ќе го извади? Да, тоа е многу интересно, ама веќе може да видиме и на светските сцени дека оперските пејачки повеќето се трудат и да вежбаат и да изгледаат убаво, не само заради тоа што операта навлегува длабоко веќе во шоу бизнисот, туку и заради тоа што веќе оперските Значи нема врска дебелината со моќта на гласот, не, сакам се да тоа е кажам. техника, сето тоа е техника. Тежината не менува ништо, освен ако се изгуби нагло или се добие нагло, тогаш делува на мускулите и може да има промена на гласот, но инаку не влие. Така да ако си згоден и слаб, не значи дека не можеш убаво да пееш. Добро, кажи ми, гостуваш по, споменав ја, на различни оперски сцени, Европа, па дури Азија, Балканот и така натаму. Кај е најзахтевна публиката, а кај можеш онака да се прошеташ, што би рекла, се прошверцаш, да излезеш и да полежерно отпееш? Па мислам дека нигде не би требало така, бидејќи јас гледам секогаш професионално да настапам, бидејќи никаде не знаеме кој би бил во публиката и кој би не слушнал и на кој начин би не искритикувал, но лично И каква понуда може би дошла? така е, но најмногу тремам во Италија, бидејќи пеам на нивниот јазик и тие знаат да се многу критични, посебно кога станува збор за помали рецитали кај што публиката е Таму поблиску. им се родила операта, не за Да, друго. и навистина имам трема како ќе изведам, дали ќе им се допадне, бидејќи тие отворено ја искажуваат своето задоволство или незадоволство. И последната продукција што работев, Свадбата на Фигаро, исто на тие што бевме надвор од Италија, повикани артисти, диригентот единствено што кажа, сите тука можете да пеете, но внимавајте на италијанскиот јазик, бидејќи публиката најмногу наоѓа замерки за тоа. Така да тоа ми беше стрес цела улога да испеам и да не сгрешам ни еден збор. Иако го говорам течно, положив B2 италијански, бидејќи се налагаше, но се уште имам страв. Се случува многу често да gresam. Grazie molto. Non è molto difficile perché la mia mamma è professoressa di la lingua italiana, ma anche lei ha compleanno oggi. Mamma, buon compleanno. Мајка е професорка по италијански. И денеска има роден ден, кажа. Нека е честит роден ден од Госпоѓа мама, што би рекла. Госпоѓа мама, да. Така. Кажи ми, која улога те намачила она најтешка да се совлада, која улога си е она као песна поминала? Последната улога ми беше најлесна, бидејќи е доста кратка. И намерно отидов на аудиција за таа улога, бидејќи знаев дека сите ќе одат за главните улоги, а никој нема да оди за доста споредна улога, се пријавив и ме зема. И може би целото траење на мојот настап на сцена беше околу 10-15 на минути и не ми беше воопшто тешко да ја подготвам, а најтешка би рекла дека Пучини од бохемите, бидејќи Пучини е навистина, сите знаеме дека неговите дела се доста комплексни и дури повеќе речитативите отколку самата арија на музеите, и може да кажам дека доста се изнамачив. Исто така и за првата улога Церлина од операта Дон Жуан, бидејќи ми беше прва улога, бев под огромен стрес, дали ќе ја изведам како што треба, Како дали. свешо е прв пат. Така е. Добро. Кажи ми, дали е точно дека во Италија има и дрес код кој не смее да се прекрши за публиката, а камоли за оние на сцена кои се? Да, од многу скоро, мислам дека пред неколку месеци Ла Скала објави официјален дрес код дека треба да има и за публиката, бидејќи многу често публиката знае да се прошверца со... Во фармерки никој не доаѓа, велки ми доаѓа. Се случуваше да доаѓаат, но веќе нема да биде дозволено. Па ти ке фармерки не доаѓа. Да, што може би е подобро и треба да се почитува, да. Така е. А Космика и имиджот сега за разни настапи
окей, ако е опера во која сте костимирани, има костимографи, се грижи, ама ако е оперски настап со, не знам, ваков или таков оркестар, мораш, предпоставувам, да имаш собствен костимограф. Имаш или немаш, и кој ти го, како се вели, бира и нивелира имиджот. Да, така, имам работено со Емили Ексклузив дизајн, многу професионална креаторка и добра креаторка од Струмица, и носев неколку нејзини парчиња од модната недела во Венеција. Ги носев на неколку мои настапи низ Рим, низ Белград. Потоа работев и со Мија Моса, тие имат прекрасни фустани, некогаш, тоест последно време се облекувам и сама, и веќе голем проблем бидејќи имам над 20 долги фустани и нема веќе каде да ги сместам, и треба да барам начин, бидејќи не сакам да се повторувам со ист аутфит. Ако има спонзор, да плакар еден да донираме, мислам. Плакар може да. Им кажуваш ли ти на креаторките со оглед на тоа дека е во прашање специфична мода, условно речено, да се свечани тоалети, ама не се кога за на свадба, туку се за на сцена. Така, има огромна разлика, и јас секогаш гледам поминималистично да е. Воопшто не сакам да претерувам, не сакам да бидам кич воопшто, што многу често се случува меѓу другото на оперските сцени, особено концерт, многу, што доста ми пречи. Мислам дека треба да има и за тоа да се одреди некој дрес код, бои и фризура, се, да има некаков баланс меѓу артистите што настапуваат. Не знаев дека има кичи на оперската сцена, се тоа по протокол оди. Се случува. Треба да оди. Си имала ли некоја непријатна ситуација што ти извадила од штикли, што би рекле, или што те, не знам, ти ги занемела гласните жици 5 минути пред настап? Имаше многу интересна ситуација, само што повеќе комична, кога бев... Седно, ама во моментот не е комична. Да, кога бев сега во Кина, бидејќи диригентот е јапонец, а преведувачите преведува на кинески. Диригентот не зборува добро, англиски, и јас го прашав дали да искочам, бидејќи има 30 секунди интро и потоа влегувам јас, го прашав дали да искочам на сцена веднаш или тој ќе ме повика, на што тој ми рече да. И на тоа јас не разбрав дали треба или не треба. Првото или второто? Да, останав во бекстејџот, ама имавме и телевизор каде што може да пратам што се случува на сцена, и јас сосема спокојно си седам, тој зборува, преведува. Другиот и зборува, вика Тамара Сан. А јас мислев Тамара Сан, некоја, не знам, узречица, нешто на јапонски, и тој втор пат, Тамара Сан. А Тамара Сан значи госпоѓа Тамара, и трет пат се дере, Тамара Сан! И јас буквално од штиклите, трчање на сцена, такво излагање на сцена не сум имала до тој момент. Ти на МБА што ги представуваат со трчање. Да, со трчање. Тоа беше. Се надам дека има некој видео, бидејќи е навистина комично. Добро. Кажи ми, на естрадата многу ретко се случува најпопуларни да бидат оние што најдобро умеат и знаат да пеат, дури напротив, можеби најголемите звезди се полоши пеачи од колку многу други. Овие што знаат да пеат бек вокали в студио. Се случува. Како е во оперскиот свет? Дали се најголеми звезди баш најдобрите пеачки или пеачки, пошто си опер? Секако дека не. Знаеме дека не само во естрадата, случај во операта и сегде, дури во спортот можеме да видиме. Така сметам, бидејќи јас сум голем љубител на фудбал и кој италијански, шпански? Италијанската лига гледам. Ај се, ако се погодиме, добро е. Милан? Не, Интер. Добра, ама од Интер ми е, јас сум влюбена во еден фудбалер од Интер, Хакан Чалханоглу, бивш фудбалер на... Тој е на Милан? На Милан, да. Инаку не е италијан, турци, не? Да. Така е. Само ски си оди сега, само толку. Да. И од Италија, и од... Не, од фудбалот не, од фудбалот не, да. И така, добро. Но да, не најдобрите пеачи, веќе знаеме дека со доста... И таму оди, по партија да не оди како... Не, по партија... Нема по врски или добар менеджмент, или што е пресудно станеш оперска звезда, а немаш, не знам, врвен оперски вокал? Може би доста финансии. А и таму се плаќа? Доста финансии, доста врски. Ја мислам, светот функционира по квалитет, тоа види како да ти било ко овде.
Па да, има доста прилики. Да. Затоа не сум разочарана толку од Македонија, бидејќи истата ситуација се случува и на други места. Исто онакво друго пакување, што би рекле. Да. Добро. Покрај операта, актерството и глумата не ти се непознати, сама спомена дека паралелно ги се едуцираш и за едното и за другото. Доби улоги во две бугарски телевизиски серии, Украден живот, која се прикажуваше и кај нас на ТВ Алфа, другата Браќа беше? Браќа. Која улога повеќе ти мислам сега тоа беа, ајде да речам епизодни или можеби барем за Украден живот, Браќа не сум ја гледал, па не знам. Која повеќе ти легна генерално како улога без оглед дали е главна или епизодна? Да, во Браќа улогата повеќе ми легна бидејќи таму глумев странки. Главна беше. Можеби и поглавна бев, но интересното беше што бев албанка што се труди да зборува бугарски и работеше за мафијата. И беше како агент под прикритие, тие велат, во полицијата и крадеше редовно документи од полицијата. Таму беше како чистачка. И кога искочи, јас и уште една колешка, Анастасија. Поднаучи албански малку, мораше? Не, немав никакви реплики, просто бугарскиот требаше ми биде попрекршен. Јас како странкиња што во тој момент не зборував многу добро бугарски, звучев перфектно, да. И беше интересно, искача првата епизода, а ние се трудиме во полицијата да чистиме. Уште не знаат дека ние треба да крадеме и викат, каде сте ги намерили тези момичета, ма тези не знаат изопшто как се држи тоа прцал. Вика, те вкъщи, вика, кој мъж ще ги вземе, вика, как ще чистят. И потоа сватија дека нашата улога е всушност да не знаеме да чистиме, бидејќи, да. Така да имаше доста критики за моето чистење. Ете ти. Чистиш и по дома, ајде да те прашам. Чистам. Переш пеглас, чистиш све? Се. Па добра препорака ова за... И готвам, ама претежно благо. Иако не јадам благо исто веќе 4 месеци, но... Тоа не е нешто долг период. Не долг период, да, ама готвам многу бави благи правам. Да. Ќе видиме кога ќе дојдеме потоа Софијата. Да. Добро. А и препорака е, реков, мислам, па ти види се, ако е она... Добро. Осем телевизијата имаш и театарски улоги. Јас знам за 2 представи, не знам за повеќе, ама генерално едната е 12 јадосани жени, а не знам преводот како би бил јадосани са кај нас како. 12 гневни жени. Многу интересна и многу комплексна представа е од филмот 12 гневни мажи. Да, така. Тоа е преработка и една од подрагите улоги имам играно во... Тоа е матерски театар или е? Професионален театар. Професионален театар и стои... И проблем беше втората. Проблем е веќе ја игравме и на фестивали каде што имам земено награда за најдобра млада комична глумица. И интересното таму е што јас воопшто кога се запишав на глума, единствено што не можев да правам е да играм комедија, бидејќи комедијата за мене беше хорор. Да, не можев. И има една од сериозна музика у комедија, не во комедија. И како има комедии и во сериозната музика има комични овој. И како се опуштив, јас во тој период на почетокот не бев многу посветена и требаше да работиме режисер, глумец, монолози, прво да ги читаме пред професорите, после да ги разработуваме, да ги снимаме. И јас, бидејќи не бев заинтересирана многу, ми пиша режисерот, избери си од овие и видов дека првата е слободна. Не ја прочитав, ја зимам првата пиеса, супер, и ја испринтав, одам на лекција на час и професорката вика, ајде Тамара, вика, седни по средата всичките да те гледат, да четеш. И јас само го зимам листот и кога видов што сум одбрала, всушност стануваше збор за плюс 18, нешто што јас никогаш не би го избрала. И после часот викам, професор, ќе се извинувам, навистина настана грешка, дали може да промениме? Само погледна, каже, не, моето момиче, такму ще те отпусне, перфектно е за тебе. Така да тоа, после тоа од кога... Беше вака условно поексплицитни сцени, што ви рекле? Поексплицитни, да, сцени. И го направивме со мојот режисер, го направивме прекрасно, има и видео. И потом тој монолог снимен ми помогна за да земам улоги. Секогаш сум го праќала него.
И Остава повеќе впечаток. Така, не те премисли да баталиш операта, гледаш у актерство? Во глумата не, никогаш не сум се, макар што еднаш имав веќе 2 пати, 3 пати имам изјавено на интервју во Бугарија дека операта ми е како сопруг, а глумата ми е како љубовник, па многу потоа ме праша кога не си мажена како знаеш како да имаш сопруг и љубовник и Значи, како се вика, имаше моменти каде што малку брак, малку швалерај, што би рекли. Имаше моменти каде што превладуваше глумата, многу поинтензивна беше емоцијата кон глумата. Добро, чиме така, значи швалерајот превладува, што би рекли. Има сигурно моменти, не знам. Добро, кажи ми, тука се заврши или имаше други понуди, можеби за филм некој или за друга серија? Сега имаше наскоро, снимав една нова серија, наскоро ќе откријам и повеќе детали, но беше интересно бидејќи актерката што требаше да глуми србинка, нешто си имаше откажано, нешто си имаше случајно и буквално 5 до 12 што би рекле ние ми се јавуваат, да, ајде да снимиш нешто на српски, а мојот српски доста би рекла на пониско ниво, но да видиме што ти лесковачко брајански што брајански, да. И снимили? Снимав, да, и испадна многу добро. Јас сум задоволна од тоа што го снимивме, ќе видиме како ќе биде со постпродукција, со се, но мислам дека ќе испадне интересен проект. Што улога имаш? Пак нешто сврзано со мафија, во бар работеше, во бар пак под прикритие. Ти некоја криминална фаца немаш за така? Немам, навистина. И сум многу ситна, не знам зашто многу често ме каснуваат или првата улога каде што играв бремена, исто беше шокирачко за сите. Но тогаш беше ковид и бев многу поправена, така што беше многу реалистично кога ми оставија и стомакот, 10 од 10. Во Македонија, што не ти понудиле во операта, но и театарот никој не ти понудил. Па не се стремам многу кон театарот, така да за театарот не ми е многу криво. Да ти понудат, би прифатила да играш? Зашто да не? Со задоволство. Секогаш сум отворена за нови. Макар и независните така наречени театри, без оглед што не се... Да. Јас глумата навистина многу како професија е доста комплексна и не знам колку би се справила. Нашите артисти имаме навистина фантастични глумци. На почетокот те прашав 10 години од сега дали сгреши што не ја одбра естрадата, односно дали сгреши не сгреши што ја одбра операта наместо естрадата. Исто од овој агол сега гледано после една деценија, речиси, би се вратила ли на естрадата со макар една песна, можеби некоја фузија на не знам, ала Квин на опера или на класичко пеење и естрадно пеење, како сакаш кажи. Па не, навистина не се пронаоѓам. А ние имаме, мислам дека и нашата естрада за жал е на доста ниско ниво, а имаме фантастични млади пејачи и пејачки што се трудат, постојано пуштаат нови проекти, што мислам дека... Слушаш ли македонска музика? Да, секако слушам. Имаме невистина, посебно младите артисти, дури во Бугарија се слушаат. Да? Пример Паја Килара. Сите ги знаат, да. И Два Бона се многу популарни во Бугарија. Многу често се случува на стори да видам кај мои пријатели да биле на настап на Два Бона или на Рилче. Да ти побара дует не од овие два, туку од овие нови некои. Не би снимила, не би сакала да се мешам, би сакала да си останам во тоа што сум, но поддржувам македонска музика. Имаме навистина фантастични пејачи. А бугарската естрада како стои? Уште сме на Марија Преслава и... Па најпопуларни се тие, за жал, иначе имаат многу интересна млада естрада, ама најпопуларни се чалга певците, нормално. Или народњаците, по-нашки кажам. Да. Народната, новосоздадена, односно, или турбо фолк, што викаме ние. Но се вложува многу во ќе рече во класичната музика, во чалга музиката, вложуваат исклучително многу и многу скапи видеоклипови и песните, да. Така е. И изгледот гледат да име така како што прилега за чалга певица. Добро. На почетокот јас споменав, а ја спомна пред малку мајка ти, малкумина знаат дека, или можеби знаат дека таа е виновникот можеби што ја одбра операта, односно те заразила со класичната музика. Јас го знам тој податок од негде, носејќи CD-а
со класична музика, всушност носачи на звук или слика, што и да е видеа, од Франција, каде што живеела или работела, не знам веќе. И стои ли таа приказна дека е тоа така? Тоа е точно. Таа пред да ме роди мене, неколку години има живеена во Франција и таму се запознала со класичната музика и не само Андреа Бочели од помодерните изведувачи на таков тип музика, и ми носи цедиња од Андреа Бочели, од хайлајтови од Верди во изведба на Павароти, на Мирела Френи, Марија Калас. И интересното беше што кога пушташе на мене и сестра мене ми беше многу досадно, ги имитирав нивните гласови, не ми беа пријатни, но травијатата Либиамо ми беше многу интересна и постојано се пуштав неа на репит, многу ми се допаѓаше и некако така навикнав на класичната музика, а во нашата околина беше интересно што луѓето се чудеа бидејќи во тоа време беше популарно да слушаш Цеца, да слушаш не знам Рада Маноиловиќ и викаат леле, овие луѓе нормални ли се, како зашто Нормални ли се Цеца да не слушаат, да видиш што зашто пеат? слушаат ваква дури онака бевме чудаци на некој начин. Во кој дел на Скопје живееш? Хиподром. Така. Да. И тоа беше интересно дека на тој начин реагира, но тоа така се заљубив во класичната музика и затоа сакав да почнам да свирам виолина и пијано. Не слушав многу опера, средно негде ми се допаѓа некои нешта, но веќе на факултет навистина многу се посветив бидејќи не само пеењето да научиш техниката, исклучително важно е, ако не знаеш теорија, солфеж, хармонија и општо историјата на музиката, што од каде потекнува оперите, што е, мислам дека не си целосен музичар, не можеш да се наречеш музичар. Така. И овие у поп музиката не чуле едва и за Мадона, ако чуле, ама Зависи, има многу млади добри пример. Јас од многу мала знам Антонија Гиговска и исклучителен вокал, многу добар вокал и се согласувам. Навистина. Така е. Сега кажи ми, мајка ти постоја, не се и сестра ти, помала сестра имаш? Помала сестра. Таа не е во овие води. Таа е во учи режија во Словенија, така да добро, значи има интересен спој. Може да биде интересен, таа живее во Словенија, таму студира. Така да и двете сме уметници, но во различни бранши. И двете далеко од дома. И двете далеко од дома, за жал. Јас спомнам, во многу прилики мајка ти и сега. Не го спомна татко ти никој. Имаш биолошки татко? Имам биолошки татко, да. Тој не е запознат многу со класичната музика и интересен факт е, тато немој да ми се лутиш, татко ми на еден од моите концерти има заспиено. Ја ти кажам, оние кои не ги допира до толку класичната музика, дошло заради керка, ама не заради травијата или не знам што. Точно. Така да тоа сум многу разочарана и кога сум во Скопје, многу често кога ќе почнам да вежбам некои нови арии, тој излегува од дома. Тумач му е да ме слуша како пеам. Така да, окей, но татко ми многу ми помага со рускиот јазик. Тој па има живено во Русија, зборува течно руски, кога бев во Москва на фестивал и татко ми беше со мене. Секогаш за јазикот, бидејќи кога пеам руска програма, рускиот е многу близок со бугарскиот, но сепак има многу различен изговор и се консултирам, така и татко ми помага на друг начин, но конкретно секогаш ме поддржува финансиски, ме поддржува спонзор. Но не мора плати се вика тоа. Да, точно. Ама да, не е љубител многу на класичната музика. Така. На вака убаво длабоко деколте и бујни гради, не може човек да не забележи, ја беам забележено одамна дека има тетоважа. Имаш ли посебно значење, кога ја направи и зошто? Тетоважата направив кога бев многу мала. И сега не си многу голем. 18 години имав, само што отидов во Софија. Во Бугарија викат какво прави някој когато има пари и не знае за какво да ги харчи, прави си татуировка. Да. И видов некоја инфлуенсерка во тоа време, имаше тетоважа на градите и многу ми се допадна како изгледа и викам, а што би направила јас? И нешто типот на да биде сврзано со флейтата, со операта и ми текна на волшебната флейта, да, забар флейт.
И на оригинален јазик, и кога отидов кај мојот тату артист Веско, рече беше као сигурна си дека сакаш таму, беше шокиран, не му се веруваше. И 5 минути потоа се покајав, така да Ама веќе беше веќе беше направена, така да до сите млади што нека помислат два пати пред да прават тетоважи или било што на нивното тело. Што види, некои ги пишуваат имињата на дечковците, така што. Тоа е полошо, да, мене тоа не ми се има случајно. Фала Богу да сум имала толку паметно сум да. Ако за ова се кажеш за тоа, не знам, ама да. како да е, имаш уште некои тетоважи гледам, а? Имам ова. Што значи тоа? Ова е виолински клуч. Виолински клуч е, со маче, бидејќи маче ми е миленото животно. Да, мачка многу. А не кучиња? Многу, не, и кучињата ги сакам, ама не до тој степен. Мачето како домашно милениче ми е многу сладко. Така. Мачињата се полукави, поитри. Поитри се, да, така е. И покористољубиви, само додека го храниш. После... Да. Така е? Да, точно знаат и да гребат, знаат и многу љубоморни се. Многу се љубоморни, пример кога би дошол некој нов човек дома, реагираат побурно. Така. Значи, добро, да не пронајдеш некои карактерни црти кај себе и кај мачките или не? Па не. Не, Не. Добро, кога сме кај тетоважите, има ли уште некоја која само Скрина? одредени срекници може да видат? Нема, се уште таква, нема. Се уште рече, се уште не би направила, ама на видно место. На видно? На видно место, да. Добро. Овој. Да. Прашање на изборе сечи. Да. Така. Кажи ми колку сите овие уметнички ангажмани, операта, театар и така натаму ти влијаат на приватниот живот и дали љубовта е колатерална жртва на професијата или како се вели кариерата, па другото што дае Господ. Па до негде и така, меѓу другото, но не знам, мене секогаш на фокус ми била кариерата, љубовта секогаш ми била на заден план, бидејќи јас многу тешко се влюбувам. Навистина сум човек што многу тешко се влюбува и многу ретко да ми се допадне некој, но сега имам симпатија. Знам Чалканогу. Не, Чалканогу е веќе зафатен. Да. Така да сите надежи ги изгубив таму. Добро, и кој имаш симпатија, што значи тоа? Само установена симпатија или се трудиш својски да го освоиш? Не се трудам, треба тој да се потруди. Ама тој се уште не знае. Тој не знае, можеби дека не знае, меѓу другото сигурна сум дека не знае, бидејќи не се знаеме лично, ама од светот на наша како се вели бранша е. Од светот на мојата бранша, ама не музиката. Не музиката, добро. Тоа значи е, како да кажам, медиумска личност, ама не оперски пејач. Не оперски пејач, не. Никогаш не ми се допаѓале музичари. Во смисла, има многу фини, не сакам да ги навредам музичарите, просто можеби не сме се пронаоѓале заедно. За овие оперски велат дека повеќето се и како се и на струја и на батерии. Не сум запознана, не сум била за да потврдам или да не потврдам, но пак глумците се друга приказна. Тоа е. И кај глумци, кај сите всушност има. Денес е тоа модерно, како ти кажам, со тоа што ние сме од друго време, барем ја, малку повеќе демоде, што би рекол. Да. Добро, кажи ми, доаѓаме полека до пред самиот крај. Остануваш да живееш, да градиш кариерата на релација Скопје-Софија или ќе се враќаш во Македонија или негде ќе се селиш по светов? Или што Бог да? Не, да ти кажам, третото имам на план во многу блиска иднина, но прво нека искочи како што треба, инаку планирам преселба, но за жал нема да биде во Македонија, бидејќи во Македонија не би имала доволно услови за живот, во смисла работно. Така да се надевам дека ќе дојде денот каде што ќе се собереме сите, општо и фамилиарно, и народот што се разбега, и пријатели на сите страни, со години не можеме да се видиме, што за мене е малку жалосно, зашто така да биде. Така, не откриваме која земја е во прашање? Не. Запад? Позади камери може. Така, но само запад не е, кажем, или исток?
Не кажувам. Не кажеш ни едно ни друго. Добро. Ајде да видиме што ќе кажеш на кратките прашања, може? Ајде, може. Ајде. И полека да го затвориме кругот. Тамара вели вака. Муабети и смеење или во строга тишина непосредно пред настав? Полна тишина. Бидејќи сакам да се сконцентрирам, размислувам за текстот, за настапот, како што треба да изгледа. Така. Аплаузи и дружба со колегите или во целост изолација после настап? Дружба со колегите. Да. Добро. Одите ли негде па се излегувате? Секогаш, да. Секогаш одиме на Се слави, се излегување, прави, тогаш се веќе може да пиеме алкохол, може да прославиме заедно. Дури тогаш се опуштаме, може да се запознаеме. Дури тогаш мислам дека меѓу колегите завршува и таа конкуренција и Има љубомора, конкуренција? се случува, да, но некако не само љубомора, сите претходно се некако предпазливи, гледат на кој начин ги гледаш, дали некој, бидејќи ние многу се плашиме од меѓусебни осуди, малку се држиш со резерва, но потоа веќе завршило се. Па јас не сум наишла искрено, Да, така да некаде. да, не. Добро. Ајде да видиме понатаму грешка на сцена. Игнорираш или се смрзнуваш од страв? Не, игнорирам. Се случувало, но гледам посебно со текстовите грешење на јапонски кога пеам, нормално дека ќе сгрешам, инаку анимето е на јапонски. Македонски ќе сгрешам, не на јапонски. Да. И просто игнорирам и продолжувам понатаму. Како Добро. ништо да не било. Добро. Тука глумата игра улога. Така е. Тоа шо е ќарот. Настап со настинка. Да се остане доследен, па што е нека е, или настапот се откажува, зашто мора се да е совршено. Второто би било покоректно да се направи, но ми се има случајно и со настинка, посебно за надпревари, што искрено сега веќе не би го направила, ама ти веќе пример си отишол до Италија, утре ден тај настапот и тогаш се разболуваш, нема откажување, да. А би било подобро и за самиот глас, бидејќи се оштетуваат гласните жици, не е убаво да се пее кога се патна. И за така е. Платила карта така е, да квалитет, ама. Добро, претпоставам дека има начин како да се извадиш да не се забележи или да, техниката помага во тој аспект да можеш да изведеш и да. Добро. Пееш под туш или грлото максимално се штеди во секоја прилика? Како помала пеев под туш, сега не ми е интересно, само си слушам музика под туш, така да би пеела, не би го штедала гласот, ама не ми е интересно. А вака да, не знам, дружби, забави си подпевнеш? Да, ме тераат постојано, ама ме тераат да не пеам опера, освен... Не зборам за опера, зборам за... излегувате во кафуле и сега, не знам, има бенд и као, ајде иди испее една песна. Не. Бидејќи самата техника на пеење многу поразлична и ќе звучи оперски, нема да звучи баш... Добро, ти имаш естрадно искуство, не си... Па да, ама многу голема разлика. Од кога почнав да пеам веќе 9 години како пеам само опера, тешко ми е да пеам поп, не би можела. Да. Сериозно, да. Добро. Што повеќе преферираш? Строг професор или опуштен ментор? Помалку и двете да има некаков баланс, бидејќи ако е строг, не би можел да се опушташ ти како помлад студент. Сега инаку би ги зграбила сите знаења од секој професор, но да речем за млад артист е подобро построг, а веќе на оваа возраст да биде поопуштен ментор, просто да ти дава насоки и да те подобрува и како техника, но мислам дека многу повеќе може да се успее со професор што ти дава само доверба. Добро. Гламурозен костим што не е така удобен или удобен костим што не е така гламурозен? Гламурозен. Секогаш сум за гламурозни нешта, за... нека стега, колку ќе стега. Да, нека... Па последниот пат во Милано ми го има престегнато костимот, бидејќи имаше... Корсет. И посебно за тој период знаеме дека биле познати корсетите. Корсетот беше престегнат, дури ми беше тешко и да пеам, бидејќи диафрагмата беше на некој начин, ама исто имав и шапка што беше врзана околу вратот. Така да може да кажам дека ми беше доста тешко и јас им го објаснив тоа на костимографите, не ги интересира многу, не просто како тие го осмислија дека ти треба да изгледаш, тоа е, нема. Купи си мали ножички. Да, точно. Следниот пат. Добро. Што повеќе те фасцинира?
публиката да плаче од стреќа заедно со тебе на сцена или громогласен аплауз и стоечки овации? Стоечки овации. Да. Да, бидејќи според мене добро секој на различен начин ја искажува својата емоција, но некако стоечки овации ми се секогаш по Вау. Добро. Пеење на јазик што не го разбираш, јапонскиот да речеме, е ризик што може да те воздигне или ризик што може да те упропасти? Може да те упропасти, ама секогаш се трудам, веќе ако сум го прифатила тој ангажман, да го правам максимално добро и да се потрудам да го изведам како што треба, бидејќи кога сме конкретно кај јапонскиот јазик, диригентот е доста строг и на секоја грешка онака те погледнува малку поостро, така да треба да внимаваш на кој начин ќе. Ама јас веќе со тој проект се занимавам повеќе од 3 години, така да нештата што ги пеам веќе ми се легнати, немам проблем, ама за друг јазик, мислам дека се освен јапонскиот понатаму би ми било многу лесно да испеам, освен корејски или кинески. Да, се надам дека нема. Тоа значи Тамара-сан. Тамара-сан. Добро. На патување инсистираш да одиш сама или патуваш со целата екипа? Многу ретко патувам, зависи кога одиме проект организиран заедно со цел оркестар, одиме нели, околу 40-50 души екипа, но секогаш преферирам да сум сама и на повеќето патувања, да речеме низ Италија, сум секогаш сама и се осеќам најубаво, само со слушалки. И само единствено ми е, мака што нема кој да ме слика. Јас обожавам да се фотографирам, единствено тоа ми пречи, инаку обожавам кога сум сама. Стюардеса до авион? Не, во авион не сакам фотографии. Така низ Рим, да речеме, низ Милано. Добро. И во хотелска соба сама или? И во хотелска соба сама, да. Добро. Или со колешки со? Па не, кога сум солист, претежно сум сама, секогаш. Што на некој начин пак те оттрга од целата екипа. Тие си се знаат и од претходно, јас сум вметната надвор од нив и не секогаш си прифатен добро од колегите. Да. Искрено, да. Има случаи кај што не те перцепираат многу и не те рецкаат, што ви рекла. Не те рецкаат, а ти еден месец треба да поминеш со нив. Да. Не баш пријатно чувството. Позади сцена да тоа знае само кај нас тоа по светот било бетер. Па не на Балканот по светот е многу по дружелюбиви, повоспитани би рекла дека се луѓето. А за балканци баш важи дека се дружелюбиви, где си брате, каде си, какво струва, какво има и тие така. Да, само на теорија. На теорија? Да. Ај. Добро. Пред настап, што подолг молк или што повеќе распеана? Што повеќе распеана. Што дефинитивно што повеќе распеана, тоа ми дава повеќе самодоверба пред да искочам. И ако го имаме концертни изведби, ако сум меѓу последните, гледам да најдам некој простор, тоалет, бидејќи гримјорните се многу блиску до сцената и не е во ред додека пее колегата. Да, точно. Но секогаш се трудам што пред настапот што повеќе да се распеам. Така. Понарав перфекционист или пушти нека тече? Не, перфекционист. И тоа може ми игра лоша шега низ животот, бидејќи јас ништо не сум задоволна. Буквално ништо не сум задоволна. Секогаш мислам дека тоа е до некаде во ред, бидејќи се надоградуваш еви како артист и општо во животот, учиш повеќе нешта, но не е убаво па ни да одиш во некоја крајност каде што се надевам само во професијата дека си. Не. Ау. Не. Овие симпатиите, нека му е мислат. Симпатиите нека не го гледат интервјуто. Добро. Глас зарибан на ден на настап, те фаќа паника или секогаш има и план Б? Ми се случи во Парма пред помалку од една година. Перфектно бев спремна за тој настап. Работев исто со професорка од Болонја, многу позната во Ла Скала де Милано, многу задоволна. И ден пред настапот ме фаќа алергија некаква. И тогаш нема време, ако сакав кортикостероиди не можеше бидејќи немаше да делуваат за толку краток период и грлото некако го спасив со Gallery Voice. Звучеше окей, ама не тоа ниво што можев да го дадам и што го имав работено и единствено за тоа ми е крива. Ама да. Добро, има и како се вели, има и реприза. Има и реприза, така е. Добро. Што повеќе те боли? Критиката од професорот или од медиумите?
Од професорот, дефинитивно, бидејќи... За социјални мрежи не прашувам, пошто овие Не. не ги третирам за медиуми уопште. Па да. Не ни се. Така, не, секогаш има луѓе што ќе коментираат, нема друга, јас секогаш така сум научена, нема друга работа, јас никогаш прво немам време, луѓето мислат дека многу често поминувам време на социјалните мрежи, јас само си постирам слики и исчезнувам, додека народот што нема што да прави, нормално дека ќе те коментира тебе, мене, друг артист, некој што се труди, работи, ама нека се обиде да дојде на местото на тој артист. Да, добро, овде беше прашањето За медиумите или професори? Да, медиумите се релевантни секако. Има, особено тие што се критичари за класична музика, но повеќе ќе ме боли од мојот професор, бидејќи мојот професор во секој случај знае што може да дадам, дали би можела повеќе да дадам од тоа што сум го направила, така да дефинитивно професор. Добро. И сосема за крај. Ако не беше операта, ќе беше пред ТВ и филмска камера, на театарската или на естрадната сцена? Филмска камера. Филмска камера, дефинитивно мене киноглумата. Знам дека повеќето артисти велат, не, јас сум повеќе за театарот. Точно е, театарот е емоција во живо што ја даваш и нешто што нема да се повтори. Ама јас сум, мене повеќе ми се допаѓа кино. Киното и филмот. Да, сетот, да. Некако многу подруго чувство дава во мене. Не дека театарот не го сакам, ама... Мечтаеш ли да играм филм? За играм филм, не. Искрено, бидејќи многу сум... Се уште не си играла на филм, на серија, да? Да, не сум си го посакала, но зашто еден ден ако дојде таква можност, сега работам на еден проект кај што треба да играм оперска пејачка, ама театарски. Така да ако некогаш се случи да треба да си играм мојата професија на сет или нешто што би можела да го изиграм професионално според критериумите на некој режисер, продуцент, зошто да не? Со задоволство би прифатила. Тоа е. Задоволството беше моја, се надевам и на гледачите што те гледаат или доправа ќе те гледаат. Дама која остава не само впечаток, туку и остава трак кога зборуваш со нези. Задоволството е навистина тешко описиво ако може да се опише со зборови, ако не може само едно големо благодарам. Тамара Ангеловска. Благодарам и на тебе, Антонио. За мене исто огромна чест да ти бидам гостин и ти благодарам што ги поддржуваш младите артисти и на тие што не им се дава доволно медиумска поддршка. Ете, имавме можност да разговараме, прв пат нема да биде ни последен ветувам, а тебе ти посакувам успешна кариера, кај да си, што и да правиш, аз знам што ќе правиш. Благодарам многу. Исто. Ете, така. Драги мои, се надевам дека поминавте пријатни минути, дознавте многу работи за можеби не така медиумски експонирано име, ама верувајте, име за кое доправа ќе се слушне во Македонија, би сакал од Македонија во Македонија да биде, да не биде некаде од светот во Македонија, како што обично ни се случува нашето кога ќе го извеземе, потоа да го увезуваме за скапи пари. Но тоа е тоа. Каде и да е, уметноста и културата треба да бидат поддржани, треба да бидат разбрани и треба да бидат она што се вели сватени на вистинскиот начин и од институциите на системот, а публиката се разбира, знае да го препознае квалитетот. Ако го задржавме вниманието, задоволството е моје. Се надевам дека е така, со нови гости се гледаме веќе во следното издание на Ништо лично. До тогаш бидете така и бидете тука.